Левата страна на Вардар во Роутинце е под вода. Поплавени се неколку стотини хектари засадено земјиште и неколку објекти. Состојбата е алармантна веќе неколку дена, но се влоши со врнежите од минатата ноќ. Жителите стравуваат дека деновиве под вода ќе се најдат и нови површини. Па скоро секоја година не се случува нас. Водата никогаш не е регулирана, коритото прво од Вардар не е регулирано. Ќе го регулираме оваа година, другата година никогаш. И све ни се поплавени нивите од нашето село. Имамо зијан, немамо ништо сметка за работење. Ова овде поднебје све ни е под вода и куќеве ни се под вода. Од ноќеска, од дождовите или од не знам од каде како што, нагло Вардар дојде. А уште што е пострасно уште не спаѓа. Уште не доаѓа водите. Гледаме и домови се поплавени. Па има и домови од левата страна Вардар што се натаму и нагоре према Копањце, тие све се поплавени. А полето што е таму посејано све катастрофа, све под вода. Колкави површини се? Површини па цело Ротинско поле кој е поплавено. Од Јагуновце до Копањце до Туденце што е полето све е поплавено. И што е пострашно што е све засејано. Поплавите во атарот на селата Раотинце, Копањце, Туденце во општина Јагуновце последниве години во неколку наврати им го оштетуваат родот и екзистенцијата на земјоделците. Последната голема поплава беше есента 2010-та. Единственото решение за долгорочно справување со водената стихија е реализирањето на проектот за регулирање на коритото на Вардар, како и редовното одржување и чистење на каналите за наводнување.